Dobro večer, Kočani. Dobro večer na -5 stepeni. Nadvore -5 stepeni, a sepak golem broj na sograđani od Kočani si izlezeni за да слушнат, за да разберат и да бидат дел од големата победа на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. На почетокот дозволете ми да подцртам дека оваа коалиција со која што ВМРО ДПМН настапува на овие избори е најголемата политичка коалиција било кога формирана во Република Македонија. Во оваа коалиција членови се сите политички партии на турците во Македонија, сите политички партии на ромите во Македонија, сите политички партии на србите во Македонија, на бошњаците и на власите. Во оваа политичка коалиција членуваат сите патриотски партии на македонците кои што нити имаат намера да ја виткаат кичмата, нити имаат намера да дозволуваат двојазичност, промена на устав или редефинирање на Охридскиот рамковен договор. Затоа сме собрани овде денеска за да испратиме јасна порака до сите оние кои што имаат намера да си играат со судбината на македонците и на граѓаните на Македонија, дека на овој народ повеќе не му требаат празни политички говори. На овој народ повеќе не му треба подигрување со судбината на граѓаните. На овој народ не му треба повеќе конфликти, не му треба кавги и не му треба проблеми. На овој народ му требаат реални економски резултати, му требаат нови фабрики, му требаат нови инвестиции, нови патишта, гасоводи и нови работни места. Заради тоа што помина времето кога политичарите со празни зборови успеваа да се наметнат пред граѓаните. Денеска дојде време во кое што секој политичар пред да ја побара довербата од граѓаните мора да даде отчет за она што сработил досега како политичар, како функционер или како јавна личност. Од тука би сакал да поставам едно прашање. Дали вие дома би му верувале на некој што континуирано ве лаже? Дали вие во комшилукот или во вашата зграда би му верувале на некој кој што со години ве лажал? Дали вие би сакале да работите со некој кој многу пати ве измамил? Одговорот е не. Затоа сакам да подсетам и да прашам. Дали паметите колку години Зоран Заев е градоначалник на Струмица? Тој е 11,5 години градоначалник на Струмица. Од тука да му поставиме сите едно прашање во име на струмичани, ама во име и на кочанчани, и на виничани, и на велешани, и на штипјани. Прашањето е, господине Заев, зошто ветуваш дека ќе враќаш пари од даноците, ако досега не си вратил ниту еден денар пари од буџетот на општина Струмица спрема граѓаните? 11,5 години. Еден денар нема вратено на граѓаните од Струмица, нити за платен данок на имот, нити за платен промет на недвижности данок, нити за платени комунали, нити за платени комунални такси. Сето тоа си завршило во буџетот на општина Струмица и Заев не вратил ниту еден денар. Денеска се расфрлува, ај покрај што ја лаже математиката, но се расфрлува за нешто за што имал шанси досега да покаже, но ништо апсолутно не покажал. Второ, ќе го прашаме господинот Зоран Заев. Господине Зоран Заев, ветувате некаква просечна плата од 30.000 денари. Прво, во време на СДСМ просечната плата беше 11.000 денари. Просекот беше 11.000 денари. Денеска просечната плата е 23.000 денари. Но да го прашаме директно. Господине Заев, вие често се фалите дека во вашите фирми и во фирмите на вашата фамилија имате вработено 820 луѓе. Колкав е просекот на платите што го давате во вашите фирми?
Максимумот не е 30.000, а камоли просекот. Работниците во фирмите на Заев взимаат 10-11.000 денари максимална плата, а оди по државата, оди по градовите и се расфрла и се фали дека нешто ќе направи. Зошто да веруваме на човек кој што досега имал можност да покаже, не покажал. И сега одново после 10-11 години од кога го гледаме на политичката сцена, тој бил избран од Господ, црпнат од Господ за да го врател животот во Македонија. Чиниш оне Господ, чиниш дека од него зависи животот во Македонија и он е тој што го дава животот на граѓаните. И трета работа која што сакаме да го прашам. Зоран Заев вели ќе отварал работни места и ќе носел нови фабрики во Македонија. Да го прашаме, колку нови странски фабрики се отварени во Струмица од кога Зоран Заев е градоначалник на Струмица? За 11,5 години ниту една странска фабрика не е отворена во Струмица. Зошто граѓаните на Кочани, зошто граѓаните на Штип, на Радовиш, на Прилеп треба да му веруваат дека на вас ќе ви отвори фабрики, дека тука ќе донесе нови работни места, дека тука ќе обезбеди работа за вашите помлади генерации, кога тој во 11,5 години работа како градоначалник на Струмица не успел ниту една странска фабрика да однесе во неговиот град. Затоа, почитувани граѓани, кога СДСМ се расфрла советувања, јас ќе ве замолам да се подсетите на минатото. Ќе ве замолам да се подсетите како беше она ветување што Радмила Шекеринска го даваше пред 15 години за по еден вработен од секое семејство. А од нејзиниот мандат, како 4 годишен подпредседател на влада, наследивме 38% невработеност во Република Македонија. Сакам да ве подсетам дека во нивно време немаше утврдена со закон најниска плата во Република Македонија. Во нивно време над 10% од работниците не добиваа плата, а огромен процент од тие што добиваа плата од 4 до 6 илјади денари. Денеска тие се расфрлаат советувања, но забораваат дека граѓаните на Република Македонија се мудри, без разлика дали имаат високо образование или немаат образование, без разлика дали имаат основно или средно завршено школа. Граѓаните на Република Македонија се мудри и паметат како работел Социјалдемократскиот сојуз. Ги паметат сите затворени фабрики, ги паметат сите стечаи, ги паметат сите прогласени технолошки вишоци во Република Македонија. Кога градови како Кочани, како Штип, како Велес, како Прилеп страда заради тоа што секој месец по 300-400 луѓе остануваа без работа. Во овие градови кои што ја представуваа сршта на македонската економија, кои што го представуваа сршта на македонското стопанство, сите фабрики што можеа да бидат затворени беа затворени, сите фабрики што можеа да бидат разграбани беа разграбени и беа разграбени од тогашните олигарси и политичари на Социјалдемократскиот сојуз. Денеска ги гледаме нивните деца како се развозуваат по градовите и како глумат модерни, прогресивни социјалдемократи. Всушност тоа го прават со парите на оние деца чии родители останаа стечајни работници и останаа технолошки вишок во време на приватизацијата, во време на мафијашката приватизација. Затоа, денеска со гордост сакам да соопштам еден податок за Кочани. Прво, во време секое утро на работа одеа само 6778 ваши сограѓани од општина Кочани. Значи само 6778 луѓе од Кочани
секое утро одеа на работа. Денеска 11.346 ваши сограѓани од Кочани секое утро одат на работа. Значи, во Кочани во овие минати години се отворени 4568 нови работни места. Разликата е очигледна, почитувани жители на Кочани. Во време на СДСМ се затвараа фабриките, во време на ВМРО се отвараат фабрики. Во време на СДСМ се бркаа луѓето од работа, во време на ВМРО се вработуваат луѓето на работа. Затоа денеска и во Кочани, и во Виница, и во Штип, и во Велес, наскоро и во Пробиштип, и во Крива Паланка, но и во многу други градови веќе во Република Македонија работат огромен број на отворени странски фабрики, кои што гарантираат и отворање на работни места, со тоа драстично намалување на невработеноста и природен раст на стандардот на граѓаните на Република Македонија. Заради тоа што нема пораст на стандардот доколку Република Македонија има висок процент на невработеност. Мора да се намали невработеноста за да можат да се покачат платите. Почитувани жители на Кочани, би сакал да споменам уште една работа. Вие најдобро знаете дека Источна Македонија со децении наназад беше заборавено и запоставено место. Вие најдобро знаете дека кога во Западна Македонија имаше автопати, во Источна Македонија немаше автопати. Вие најдобро знаете дека кога во Западна Македонија имаше широки магистрални патишта, во Источна Македонија немаше. Вие најдобро знаете дека кога во Западна Македонија имаше клинички болници и клинички центри, во Источна Македонија немаше. Вие најдобро знаете дека кога во Западна Македонија работеа два државни универзитети, во Источна Македонија не постоеше ниту еден. Затоа можам слободно да кажам дека во Источна Македонија се гради, се создава единствено кога ВМРО ДПМН е на власт. Зошто го велам ова? Што може да има автопат во Западна Македонија, мора да има автопат и во Источна Македонија. За прв пат после децении се гради автопат кон Источна Македонија од Скопје до Штип, кој за 40 на километри ќе го скрати патувањето и на граѓаните на Штип, но и на граѓаните на Кочани, и на Виница, и на Берово, и на Пехчево, и на Делчево, и на Пробиштип. Ќе биде многу побезбеден, тој пат е во максимална динамика на изработка, практично е пробиена целата траса на автопатот, тампонирањето е завршено во 80% и почетните делници од Скопје спрема Свети Николе веќе се асфалтираат. На крај на криштата вие ја гледате таа динамика. Понатаму, во Источна Македонија за прв пат се оформи државен универзитет, на кој што денеска студираат 15.000 студенти од градовите од Источна Македонија. Во Источна Македонија за прв пат започна да се гради клинички центар во Штип, во кој што ќе биде обезбедено лекување и третман на 95% од диагнозите и здравствените потреби на граѓаните од Источна Македонија. На крај дозволете ми да упатам неколку апели. Прво, на овие избори не гласаме само за тоа која партија ќе победи. На овие избори не гласаме само дали Никола Груевски или Зоран Заев ќе биде премиер на Република Македонија. На овие избори гласаме за тоа каква Република Македонија ќе им оставиме на нашите деца, на нашите внуци и на идните поколенија. Дали ќе дозволиме да се реализира она што Зоран Заев го ветуваше на албанската диаспора во Швајцарија, или сите заедно ќе се спротиставиме на плановите за разнебитување на Република Македонија. Почитувани граѓани на Кочани, вие најдобро знаете, на телевизија ветување за двојазичност даде Зоран Заев, никој друг. На телевизија ветување за промена на уставот даде Зоран Заев, никој друг. На телевизија ветување за проширување на Охридскиот рамковен договор даде Зоран Заев, никој друг. На телевизија
ветување за редефинирање на Република Македонија, за регионализација, кантонизација, даде Зоран Заев и никој друг. Затоа на овие избори, покрај членовите поддржувачите на ВМРО ДПМН, покрај членовите и поддржувачите на најголемата коалиција, треба да упатиме апел и до оние семејства кои што по традиција можеби досега гласале за Социјалдемократскиот сојуз и да ги замолиме и да ги прашаме дали политичката судбина на Зоран Заев ви е побитна или победна ви е судбината на вашите деца. Вие пак гласајте за СДСМ на некои други избори, но на овие избори обединете се со целиот македонски народ, обединете се со сите роми, со сите турци, со сите власи, со сите бошњаци, со сите срби, со сите патриоти македонци кои што се на оваа страна, заради тоа што македонскиот народ не смее да се дели во најзначајните моменти од неговата историја. На крај уште еден апел до сите оние кои што може би помислиле да дадат глас за некоја од помалите македонски политички партии. Да не ги набројувам, ги гледате на телевизија. Ве молам, размислете два пати. Сите тие, од првиот до последниот, рамо до рамо, 2,5 години ја дестабилизираа Република Македонија. Денеска глас за било која мала политичка партија, која што е пуштена да направи забуна помеѓу гласачите, е исто како глас за Зоран Заев. Глас за било која помала политичка партија е глас за поддршка на планот на Зоран Заев за федерализација, за регионализација, за двојазичност. Затоа на овие избори имаме не 5, не 4, не 3, не 2, имаме само една алтернатива. На овие избори алтернатива е унитарна, стабилна Македонија која што ќе продолжи да се грижи за економијата, за новите фабрики и за новите работни места. Затоа, почитувани граѓани на Кочани, 11 декември референдум за унитарна и суверена Република Македонија. Да сте живи и здрави. Благодарам.